Во тек е прејавувањето на социјалните пензии, можност за над 6.000 луѓе без никакви приходи. Заинтересираните граѓани за остварување на правото на социјална пензија во висина од околу 6.000 динари веќе се обраќаат до центрите за социјални работи низ целата држава со цел да се информираат какви документи им се потребни за да може да го остварат ова право. Надлежните во центрите велат дека интересот е голем и оти во текот на овој месец се очекува граѓаните да ја комплетираат потребната документација и да достават барања. Тогаш, велат од центрите, ќе треба да се знае бројката на граѓаните кои ќе можат да ги остваруваат овие права, иако првично беше предвидено дека тоа би можело да го остварат над 6.000 граѓани. При донесување на законот од Министерството за труд и социјална политика предвидува дека со него би можеле да бидат опфатени околу 6.000 граѓани кои немаат други извори за екзистенција. Тој беше донесен на крајот на мај оваа година. Според неговите одредби, право за надоместок имаат сите лица кои се државјани на Република Северна Македонија најмалку 15 години и не примаат старосна пензија, вклучувајќи ги лицата без ден работен стаж. За домакинствата кои мажот и жената ги исполнуваат условите за користење на социјална сигурност, надоместокот ќе користи само еден член, бидејќи станува збор за право од социјална заштита и не е поврзано со пенсиско и инвалидско осигурување, појаснуваат од Министерството за труд и социјална политика. Право на социјална сигурност на старите лица. Граѓаните може да го остваруваат доколку немаат во сопствено имот и имотни права од кои може да се издржуваат ако не е корисник на пензија во Македонија или вид на исплата по основ на старост, инвалидност или доживување од друга држава или не остварило приходи по сите основи во последните 3 месеци пред донесувањето на барањето. Право на социјална пензија не може да оствари лице, кое со решение од Центарот за социјална работа е сметано подолго од 30 дена во установа за вонсемена социјална заштита, здравствена или друга установа. Висината на месечниот износ за право на социјална сигурност за стари лица се усогласува со порастот на трошоците за живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика во јануари во тековната година. Во случај кога нема пораст на трошоците за живот за претходната година, не се врши усогласување на висината на правото на социјалната сигурност за старите лица. Меѓу експертската јавност има мислење дека со ваквата поставена рамка за социјална пензија нема да ја подобри релативната сиромаштија, но од апсолутната сиромаштија ќе ја искорени во целост помеѓу населението над 65 години.